здраво, почитувани гледачи. Еве сме во една новогодишна атмосфера овде по крелката. Покрај мене го имам кој друг, ако не човекот што го има постигнато невозможното. Марко, добродојде во оваа новогодишна атмосфера по крелката тука со чајче вака. Рамо ти е загреано вино. Добро ве најдов, фала ви на поканата и се надевам дека ќе имаме одлично интервју. Супер. Супер, јавноста тебе веќе те препознава, значи, за твоите подвизи што ги имаш направено. Како што кажав во најавата, го имаш според мене постигнато невозможното, а особено за тоа има влијание дека ти имаш и ретка болест, нели, и со сите тие екстерни фактори го успеваш да постигнеш многу подвизи, меѓу кои последно што го имаш постигнато Ironman предизвикот. Но пред да одиме за тоа, може да ни се представиш кој е Марко Печиновски? Марко Печиновски е 19 годишно дете, што дете веќе не сум веќе дете, полнолетен, ама од Охрид, што гледа да направи подобро, да ги помести границите на човековото постоење, да ги мотивират и инспирират на другите дека можат да го направат и едноставно така за тие работи сакам да сум познат. Супер, супер, тоа го приметувам по тоа што го објаваш. Мислам навистина одлична мотивирачка содржина која што е потребна, а и одлични достигнувања кои што ете ги за нив дозни целата јавност. Меѓутоа, еве да слушам, значи летово направиш еден подвиг, значи ти честитам вака еве пред камера. Што вклучува Ironman предизвикот, колку време се спремаше и како се справи со сето? Прво за да расчистам за тие за што може би ќе коментира дека не е оригинален Ironman предизвик, ова беше модифициран и редоследот изменет, веќе нормалниот триатлон започнува со пливање, па преминува во велосипед и накрај со трчање. Мојот редоследот беше сосема различен, а и дистанците кои ги имав јас, за разлика од нормалниот, се малку изменети, но за овој триатлон се спремав прилика некаде 6-7 месеци од прилика, од кои најмалку имав тренинзи во делот со пливање, бидејќи имам повреда на рамото и дури беше ризик јас дали ќе можам да го препливам оваа година езерото, баш заради тие можеби 20 на тренинзи и толку ако ги имав, од кои 90% беа прекинати. Баш поради таа болка во рамото и беше до ризик дали ќе можам да го препливам, но истегнав завите, како што викаат, и морав да успеам. Супер, супер, мислам, тоа е предизвик кој што ретко кој се нафаќа воопшто на тоа, особено кај тебе е интересна ситуацијата дека имаш и ретка болест и за попливањето практично користиш само раце, така? Да. Како е да се плива само со раце, да се има таква болест како што имаш? Може да кажеш каква е таа ретка болест што имаш, што ете хендикеп за целата работа? За тие што не знаат, тоа е пертез. Тоа е кога циркулацијата до коската, до колкот, прекинува поради непознати причини и доаѓа до оштетување на коската и ронење и потоа до неправилно растење и така натака. И не ограничен сум во работите кои можам да ги правам, не можам технички ниту да трчам, ниту да скокам. Ми се забранети на еден начин тие работи. А во пливањето не знам, јас не го гледам како хендикеп во пливањето, да, многу ми нарушува на брзината, за разлика од другите пливачи, но не го гледам во таа страна како хендикеп. Супер, супер, еве сега мислам, значи имам едно прашање, ти се го, нели, ве помина оваа цела трка, и се таа вклучува, нели, пливање, возење велосипед и трчање. Да. Која дисциплина тебе ти беше тоа полесно, што ти беше потешко? Најлесното беше со велосипед, бидејќи најкратка само 2,5 часа, а најтешката ми беше пливањето, иако ја имам таа ретка болест што ме спречува да трчам, јас пак со пливањето, како што кажав, плюс со болката во рамото, мене на 6 од завеста оваа година ми откажа рамото. Требаше со една рака да го пливам од почеток до крај.
И Како успеа да се справиш со тоа? Што ти беше мотивација во тие мигови, веројатно сигурно ти проаѓа низ глава да се откажеш. да, многу Што пати. ти што е тоа што те одржа да истраеш до крај? Имаше поќе причини, значи многу пати ми се помислив да се откажам, знаев дека на крај нема апсолутно да си дозволам самиот да се откажам, ама едно беше тоа прво за самиот себе да си докажам дека уште можам, општо целта на овој триатлон ми беше потрага по желба за живот. Јас како да имав таа изгубена таа Да. желба и Мислам, извини се лагаш што ќе те прекинам, ама знам дека ти уште како дете, Мгм. практично и првата желба ти била да станеш фудбалер. да. Така? Да. Ова ти е отпосле пливањето ти е на некој начин солуција за тоа што си имал Да. проблеми какви што си наишол на твоја 10-годишна возраст. Мгм. Така. И имав повеќе мотивација општо и моето семејство дека ме гледат, а и некако како го чувствував, не можам да речам притисок, но и таа мотивација од народот кој што знам дека е тука, за да му докажам дека без разлика колку и ограничување да имат, дека пак може да се успее. Без разлика на било што, само ако максимално се трудиш и ако веруваш во нешто. Супер, значи тоа те одржа нека Да. за време на целата трка. Кажи ми, не знам општо дека пливачи се справуваат многу често со грчеви како проблем. Ти тој проблем го имаше во... Не, никогаш не сум го имал проблем од тој. Да? Грч никогаш не е натрапено во пливање. Супер, значи ете барем тоа, Да. си го нема проблем. Значи тоа повеќе испаѓа дека е некој начин, а вистина или имаат проблем или повеќе како мит? Имам слушното дека и многу лоша работа, зависи посебно ако си сам, но не знам, најверојатно дека не се можда доволно спремни за тоа што го зафатот кој го имаат, Така. веќе можеби ќе имаат пливано само неколку километри, а се нафаќаат на цел маратон. И тоа е можеби проблемот. Не ме има такова се. Супер. Не знам сега дали си гледал некој од нашите претходни епизоди, ама нашава емисија од другите се разликува по тоа што ете се трудиме века да биде малце во една поопуштена атмосфера и имаме често пати прашања за нашите за нашите соговорници, за гледачите уште нема. Да, и имаме сега за тебе едно прво прашање. А ти дојде да погребаш? Да, Teški buri imaše ti, sanoć vetra te branuvaše i ko dete znam plačeš ti. Дали ти е познато? Да, ми е позната. Обнина Спирова, езеро мое. Супер. Ова, пошто погоди, добро се автокрици до душа малце и поинаку сте приврзани за овие работи. Да. Ова е нешто за тебе, тука имаме од домакините во Кркалево Трво, ајвар и сирење. Нешто што сме препознати како нација, сме препознати Да. во ова, ама тука имаат одлична храна генерално и меѓу другото најдобри пилешки прсти има овде во Кркалево. После емисијата може и нив да ги Да. пробаме. Марко, добро, еве слободно овде, значи си имаш чајче, слободно пробај ајвар сирење овде имаш. Сирење само ќе ме извинете, постам во моментов и нема Постиш? сирење, ама Ево, ајварот супер. да си пробам. Добро може тоа. Ајварот ќе го пробам. Одлично. Сега вака. Дознавме, мислам, знаеме сите за тебе што и како си. Имам некои поопшти прашања, кажам. Значи, ја имаш трката, нели кажавме, предизвици, пред трката, за време на неа и на крај завршаш. Какво е чувството кога ќе завршиш една трка? Стварно се надевам дека што повеќе луѓе ќе можат да го искусат тоа чувство, дека неопишливо е со зборови. Целиот тој труд што го вложуваш, Знаеш дека те чекаат стотици Да. луѓе. а и целиот тој труд што го вложуваш минатата година, сите тие пати кога ќе те побарале другарите да излезеш, ама не си можел зашто вајле имаш тренинг и едноставно
ќе се исплати тоа на крајот, толку таа гордост што се чувствувате неопишлива со горе. Така, не бе најгорчиви на самиот себе Да, што си да. успел да Да. поминеш покрај све тоа. Супер, значи тебе кога ти е уствари првиот подвиг, кога започнуваш со ова? Првиот подвиг ми е на 12 години, во 2018 година, кога го преплував во Кричкото езеро. Значи чекај, 12 години. Да. Браво. Значи само 12 години, тоа веројатно е некој рекорд можда во Македонија или не е? Во Македонија да. Така, За Кричкото езеро да, најмногу што го имам препливано. Да, по повеќе работи се рекордер во Македонија. Да, само повеќето од нив се за најмлад, некој што го има препливано или единствен и да. Така. Докажи сега да не прекривам, значи на 12 години започнуваш, Да. како ти целата приказна, значи? Целата приказна почнува од тука, од тој подвиг на 12 години. Тоа беше, не знам, дури многу сега кога ќе се навраќаме многу чудно дури дека го направив тоа на 12 години. Потоа наредната година имав обид во триаголникот кој успешно го завршив дури во 2022 година и го посветив за децата со ретки болести. Но 2019 за жал не можев да продолжам поради болки во ногата. И имав после тоа еден период каде што стагнирав поради операции кои правев. Се вратив во 2021. До тогаш најголемото и најтешкото пливање во 2021 ми беше од Охрид до Светинов, па назад до Охрид, 44 км. Колку време е тоа? Тоа беше, мислам дека 15,5 часа. Мислам дека 15 час. Да. Па наредната година направив 250 км во 10 викенди. Од кој последното пливање беше 64 км. Тоа што не успеав да го направам во 2019, односно Охрид, Струга, Светиново, Охрид. И тоа го завршив за мислам дека 21 час и 50 минути или така некако. Супер. Покрај тебе сега како оди тоа? Колку кајчиња имаш покрај тебе? Во едно претходно интервју знам дека имаш кажувано дека заради бранови на некои подвизи помалку си имал Да. кајчиња. Како иде сега тоа? Значи, знаеш сега што ме прашувам, сори, како сега ти додека пливаш, кајчињата покрај тебе колку ги има на број, што ти прават, што е дозволено, например, сега, нели? Да. Има таму светска организација која што има работи што ги дозволува, што не ги Да. дозволува. Како иде целиот тој процес? Целиот процес мора да има барем едно кајче што ќе ме прати. Ние за секој случај имаме две. Освен во 2018 година кога беа толку големи брановите што не можеше другото кајче да излезе, да дојде до Светиново. Инаку правилата не дозволуваат баш многу. Не смеам јас да се патам за кајчето додека е тој одмор на секој половина час каде што ми даваат пијалок, но тие правила се... Како значи пијалок добиваш на половина час? Да. Кои се другите правила? Ајде вака. Другите правила се не смее никој да те допре додека го имаш подвигот, додека го правиш. Мора да тргнеш и да завршиш на позиција каде што и за 100 години од сега ќе има. Например, не можеш да тргнеш од пластичен мост или лупам само. Ама мора да е од каде што ќе го има тоа место и за 100 години, да може и некој друг да го направи. И мора да има обсервер, тоа е наблюдувач да го потврди, да го верификува пливањето. А тоа е верификувано од како се вика светска организација за пливање на диви води, како ли се вика? На отворени води. Отворени води. Има две организации, јас прво бев во МСФ, Marathon Swimming Federation, а после се префрлив во WOSA, World Open Water Swimming и Association, не знам како беше. Така не е ни толку важно. Добро, и Да. сега ти признаваат дека тоа што си го постигнал Дека е верифицирано од нивна Да, страна, да. точно. и дека не може некој да ми рече дека не го имам направено или ги имат тие документи и се сертификати. Со тоа практично ставаш Македонија на светската мапа, Да. дека некој тоа го прави и овде. Да. Супер, тоа ни е целта и воопшто и мислам што се покани по овде, зашто навистина благодарение на луѓето како тебе, луѓето во светот дознаваат за Македонија.
Да. Верувам дека за тоа ти што го имаш постигнато, особено Македонија, знаат и во странство. Да, има и весници, да. Епа, добро, кога веќе сме на тема пливање, мислам, не знам, преко деца, например, прво што ни текнувало, Атина Бојаджи било барем јадете, така знам. За мене и сега баш, нели, ќе ти следното прашање е ова. Имам и краток исечок, па може да кажеш како се вика овој филм. Сакам да пливам. Да пливам. Најсигурно се чувствувам кога сум во езеро. Знаеш ли дека можам да го препливам цело во езеро? Никој друг не може. Може. Јагули, туку ти не си јагул. Јагулите одат далеку. Преку реки и мориња, преку планини и долини. И завршуваат во мрежа. Ти навистина не можеш да ме разбереш. Делфина, да. Да. Исправи се Адина. Точно, а Бојан ни препорака да си идеш да гледаат ова. Да ги знаат овие култни работи. Апсолутно, да. Првата жена, мислам, жена од Македонија која го има партија Ла Манш. Тоа е огромно достигнување. Добро, баш за ова имаме ние друго прашање, мислам. Нели, тоа едното е Атина Бојаджи, а другото што го има препливано Ла Манш. Првиот што го има препливано е Нико Нестор. Точно, никој не, мислам, тоа ни беше едно од прашањата, ама еве вака малце инверзија направивме. Да. Така, значи како е тоа, прво е Нико Нестор, па 10 години подоцна. Атина Бојаджи, па потоа е Томи Стефановски, па Игор Димовски и годинава е петтиот Евгени Попатев. Значи тие се петта македонци Да. кои имаат пребивано Ла Манш. Да, да. Супер, ти предпоставам дека такви аспирации немаш. Имам, искрено имам, многу сакам да го направам Ла Манш. Тоа ми е желба искрено. Првиот пат кога го препливав, многу луѓе велеа кога на Ла Манш, па ми остана тоа, ама во моментов со повредата на рамото мислам дека е недостижното, додека не го поправам рамото. А кога ќе го поправам, мислам дека ќе Значи, забидам. може да очекуваме дека Марко Печински ќе биде шестиот македонец кој што ќе преплива на Ла Манш. Да, се надеваме. Со среќа некаде, мислам, Фала ти. супер мене, знаеш, мислам, за се уште као Ла Манш е на некој начин титула од тоа што го правиш Да, у пливањето, така? баш. Супер. Сега вака, доста знаеме за тебе за пливањето, и сега секој во својата област има некој идол. Може ли да кажеш кој е твојот идол нека во животот што го имаш и кој те води ни сите овие работи? Дали воопшто имаш некој идол? Идол, искрено, може би на некој ќе му звучи клише, но Од кој црпиш инспирација, да? Инспирација црпам од повеќе луѓе, например, ево Евгени Попатев годинава што го направи тоа Ла Манш е изворено и многу ме мотивира мене бидејќи се познаваме и ми даде плюс мене мотивација да го направам овај триатлон годинава, а идол во животот мене ми е нашиот Бог Исус Христос. Тоа ми е од него црпам инспирација, од него гледам да учам, да се движам по патот негов и едноставно све што имам направено е само поради него. Особено ми се допаѓа дека, ете, освен твојата работа и плюс ги промовираш и вистинските вредности. Се привршуваме веќе кон крајот. Може ли еве сега покрај пливањето, друга вака што сакаш да правиш во слободно време и како го поминуваш слободното време, еве сега знам дека си тази условно кажано преседен во Скопје. Како Да. го поминуваш време тука, што правиш во слободно време? Слободно време, зависи, сакам да поминувам времето и со брат ми најмногу бидејќи што и да правам кога ќе го правам со брат ми е врв, искрено нема подобро време поминато со друг човек. Не знам, сакам да тренирам, да го продолжам тоа пешачењето и трчањето и со велосипедот. Може би некогаш да излегувам и тоа е да гледам фудбал. Тие се некои работи што ги правам во слободно време, не. Супер. Супер, више да се ближиме кон крајот на емисијата. Фала на сите што ни гледате, фала сите останати епизоди. Јас и Марко ќе продолжиме овде да пробаме
Ајварот што ги има од Кркале Ватерло. Благодарност до сите, но само пред самиот крај би сакал да ви дадам подарок од нашите спонзори. Матица, повели ова е за тебе, не те чекам што можеш да прочиташ. Ова е целата екипа која што го организирала. Фала на сите што не гледате. Ова е од нашето предновогодишно издание. Се гледаме последната новогодишна епизода. Поздрав и убаво!